17 март, денот на крводарителството на Република Македонија, Општинската организација на Црвен крст го одбележа синоќа во големата сала на Советот на општина Кавадаци на Општинското собрание со свечена академија на која беа доделени признанија и награди за најдобрите. Во пресред на најголемиот празник на најхуманите луѓе во светот, крводарителите, нашата организација на Црвен крст синоќа го одбележа со пригодно присуство на голем број крводарители и активисти во оваа хуманитарна организација. На свеченоста говорија председателот на Општинската организација на Црвен крст Димитар Каракулев, заменик градоначалникот на општина Кавадарци доктор Никола Трендафилов и доктор Татјана Неткова. Кавадарци е рекордер во крводарувањето. Ние сме во 10 општини во Република Македонија кои перманентно поголем период го остваруваме рекордот. Ние сме во врвот на крводарувањето. Веројатно наскоро ќе бидеме и први, рече Димитар Каракулев. И на куминатата 2017 година голем број на кавадарчани дале крв, меѓу нив се и следниве: Владо Димков, Љупчо Петров, Милан Јованов, Сашо Јовков, Зоран Лазов, Славе Стојанов, Славољуб Трикич, Јованка Јанева, Павле Митрев, Атанас Димовски, Методе Георгиев, Горан Чуилиевски, Горан Јанев, Томислав Субашич, Тони Јованов, Љупчо Стефановски, Ванчо Давчев, Диме Лазов, Блажо Петров, Александар Орданов, Стојне Дојчинова, Диме Даскалов, Александар Јованов, Лоска Јанева, Блажо Јованов, Валентина Ристова, Раде Витанов, Богдан Тренчев, Иван Ставров, Павле Делов, Јанаки Јанев, Благоје Пендев, Петре Подручников, Игор Димитров, Александар Митрев, Лазо Петровски, Даниел Филипов, Драган Чумилков, Илија Ставров, Драги Прескакулев, кој има 100 крводарување, но минатата година дал 4 пати повторно, потоа Зоран Стоев, Бранко Димитров и Драган Кочовски. 25 пати досега крв дарува Ванчо Панов, Томислав Марковски, Илија Петров, Васко Кимов, Стојне Дочинова, Зоран Јованов, Александар Јованов, Крсте Тодоров, Мишко Гурев, Филип Чујаневски и Зоран Кузманов. 50 кратни крводарители во општина Кавадарци се и пригодни награди добија Митко Сотиров и Глигор Иванов, а за 75 пати дарувана крв награди добија Томислав Шошич и Ванчо Давчев. И конечно за 100 пати дарувана крв пригодна награда и признание му беше оддадено и на Ѓорги Илиев. Инаку на синоќешната свечност беа доделени и благодарници на повеќе субјекти, институции и поединци за придонес во развојот на крводарителството, хуманоста и солидарноста. Црвениот крст Кавадарци функционира уште од далечната 45 година и до ден денес во просториите на улица 7 септември безброј, во кругот, знаете, на општа болница, односно здравствен дом, каде што се наоѓаме и денес. Од позначајните дејности, за оние кои што, можеби не им е толку блиска работата на Црвениот крст, би спомнал дека тука се дејностите здравствено-превентивна дејност, која што се однесува на превенција и заштита на човековото здравје, потоа подготвеност при катастрофи, понатаму крводарителство како една од најосновните гранки, првата помош, социјално-хуманитарната дејност како една исто така од најважните дејности, и овде би ги спомнал Денот на гладта и Недела на солидарноста, две поголеми акции, и покрај тоа што има уште голем број многу акции, каде што се собираат парични средства, храна, облека за социјално загрозени категории. И на крај би спомнал уште две дејности, меѓународна соработка и младите, посебно ги оставив за крај, бидејќи за нив има многу да се зборува, покрај тоа што се вклучени во сите овие претходни дејности кои што ги набројав. Значи, како посебна гранка е работата на младите преку клубот на млади, и овде би спомнал дека секоја година голем број на младенци се обучуваат во центрите за обука на Црвениот крст на Република Македонија. Потоа најмалку секоја година по 30 млади обучуваме за изработка на микропроекти, мали проекти по 1000-2000 евра, значи вкупен буџет. Самите си бараат донатори, донации собираат, за да помогнат одредена целна група. Дали тоа ќе биде, пример, инвалидска количка за некое лице со хендикеп, дали минатата година има, значи, изградба на купатило во рурални средини за социјално загрозено семејство и така натаму. Значи, на тој начин сакаме младите да ги тргнеме од лошите пороци, и Црвениот крст е како нивни втор дом. Ова нека биде воедно повик не само за овие млади кои што се овде присутни, и за останатите, бидејќи сметам дека Црвениот крст е организација каде што можат сите млади од град Кавадарци, значи, да ги искажат своите творечки способности, да изработуваат проекти, да се самодокажуваат и да се изградуваат како позитивни личности.
Сега ќе преминам на втората тема, значи, зашто сме овде доедени, значи да кажеме збор 2 и за крводарителството во општина Кавадарци и општина Росуман, бидејќи општинската организација Кавадарци со своето работење ги покрива овие две општини и според годишниот план за крводарителство, а тој се прави според 3% од вкупното население на двете општини, Кавадарци и Росуман, некаде 38.000 жители. Значи, бројката изнесува 1180 планирани единици крв. Значи, тоа е годишен план кој што Црвениот крст Кавадарци заедно со службата за трансфузионна медицина и останатите субјекти кои што учествуваат во крводарувањето, редовно не само што го остварува и го надфрлува, така што во изминатата 2017 година она што беше планирано е остварено и собрани се плюс 630 единици крв, значи од 1180 плюс 630, 1810 крвни единици и како општинска организација во текот на утрешната манифестација во Скопје на централно ниво од Црвениот крст на Република Македонија ќе примиме повторно благодарница за остварен план за крводарителство за 2017 година и редовно сме во првите 10 општини кои што тоа го реализираме. Тука, мислам, се должи сето ова на хуманоста на вас, присутните крводарители и оние кои што не се присутни и на службите кои што го реализираат сето тоа. И тука молам за еден огромен аплауз за ваквата бројка. Останатите кои дарувале 5 пати и 10 пати јубилејно крв, во некои од наредните денови ќе ги добијат своите благодарници. Значи ги има многу на број. Се надевам дека во наредниот период ќе продолжиме со крводарување слично како и минатата година и да се надеваме дека во некој иден период можеби ќе дојдеме и до она прво место, значи не ни фали многу, со една малку поголема ангажираност и подобра организација, се надевам дека ќе го достигнеме и тоа прво место. Од моје име, како председател на Општинската организација на Црвен крст Кавадарци, на сите присутни крводарители и воопшто на сите присутни гости вечерва, им посакувам добро здравје, среќа во животот и само убави моменти да ви се случуваат на сите. Јас најпрво би сакал да ви го честитам празникот и на Организацијата на Црвениот крст на Република Македонија и денот на крводарителите. Еве мене ми се падна таа чест во отсуство на градоначалникот да ви се обратам. Не може човек да не се чувствува добро во присуство на волку хумани луѓе. Ова би сакал да биде и еден апел до нашите сограѓани. Кавадарчани потврдуваат дека со добра организација од раководство на Црвениот крст, Институтот за трансфузиологија, како и работата на волонтерите, може да се постигнуваат одлични резултати во однос на крводарувањето и не само во однос на крводарувањето. Еве спомна председателот сите активности кои што ги извршува Организацијата на Црвениот крст. Сме соработувале заедно со Црвениот крст и како здравствен дом Кавадарци и лично јас како лекар и во случајот при катастрофата со поплавите во Скопско, во Стајковци и во континуирано соработуваме и во здравствениот дом, како и во згрижувањето на и големиот проблем кој што го имавме пред една година со мигрантите во Гевгелија, така да само позитивни искуства имам од соработката со Црвениот крст. Ви посакувам и понатаму успешна работа и на волонтерите им посакувам да им се што повеќе да им се зголемува бројот и уште еднаш нека ви е честит празникот. Поводот за овој собирен е 17 март, денот на Црвениот крст на Република Македонија и денот на крводарителите. Јас би спомнала само за значењето на крвта, нели, за многу болести и повреди таа е неопходен лек, а знаеме дека и покрај големите достигнувања на науката до ден денес не може да се добие по вештачки пат. Значи единствен начин да се добие е да се земе од здрав човек крводарител. Тоа ја прави крвта како лек без цена, значи без цената е, а крводарителите меѓу хуманите луѓе ги прави најхумани, затоа што помагаат не дарувајќи материјални добра, туку давајќи дел од себе, од сопственото тело. Сакам на сите крводарители и оние кои се присутни тука вечерва и останатите да им се заблагодарам од свое лично име, од името на целиот персонал на службата за трансфузиона медицина,
како и од името на болните и повредените за кои што даруваната крв значи многу. На крводарителите кои вечерва ќе добијат признанија, им честитам за добиеното признание, им посакувам добро здравје и уште многу крводарувања и многу вакви признанија. А на граѓаните од општина Кавадарци им порачувам барем еднаш во животот да бидат крводарители, затоа што ние сите не само што можеме да бидеме крводарители, можеме некогаш да бидеме и потенцијални приматели на крв. Значи, никој од нас не знае кога во животот може да му биде потребна крвта како терапија. Уште еднаш благодарност до сите крводарители, ви го честитам празникот 17 март и добиените признанија.